Менталното здравје не е луксус, туку потреба и право на секоја индивидуа. Најголем дел од времето граѓаните во текот на работната недела го поминуваат на работното место, а работниците треба да стават акцент на менталното здравје на работното место. Мора да се запознаат со ризиците со кои се соочуваат и да се преземат соодветни мерки доколку чувствуваат ризик по здравјето. Порачаа денеска од Министерството за здравство и Универзитетската клиника за психијатрија на настанот насловен како Немој да прегориш, по повод од одбележувањето на Светскиот ден на менталното здравје. Работата му дава смисло на човекот и велиме нели џабе работи, џабе не седи и треба да биде извор и поттик за секоја индивидуа, не само да биде поефикасна на работното место, туку и надвор од работата да не направи да се чувствуваме исполнето, среќно, весело и во кругот на семејството и поширокото опкружување. Но за жал не е секогаш така и постојат ситуации, постои еден синдром кој што се вика синдром на прегорување и токму и ние тоа го велиме денес да не дозволиме да прегориме. Бројот на пациенти на клиниката за психијатрија изминативе години е зголемен, но тоа не значи дека повеќе луѓе се болни, туку дека се повеќе информирани за тоа колку е важно менталното здравје. Додека пак 307 дојави за проблеми со менталното здравје, повреда, семејни односи и пристапност, во кои се опфатени 379 млади изминатава година, се дел од годишниот извештај Ало Бушавко на првата детска амбасада Меѓаши. Според извештајот, 10 од дојавите се однесуваат на мисли за одземање на сопствениот живот. Во текот на минатата година, од добиените дојави биле остварени 619 разговори. Според возрастната група, најмногу од дојавите се однесувале на деца од 13 до 15 години. Бројот на јавувачите од руралните средини, како и во претходните години, останува многу мал во однос на бројот на јавувачите од урбаните средини. По повод Светскиот ден на менталното здравје, повеќе средни училишта во земјава и граѓански организации беа дел од програмата за позитивна трансформација, насочена кон подобрување на условите и грижа за менталното здравје. Целта е создавање инклузивна училишна средина која активно ги поддржува и охрабрува учениците да зборуваат за своите предизвици и да изградат позитивен став кон себе.